Здраво и добродојавте во уште едно видео каде што ќе збориме повторно за структурата на прокариотска клетка, но во ова видео ќе се задржиме на клеточниот ѕид. Значи клеточниот ѕид, како што знаеме, не е уникатна структура само за прокариотските клетки, тој го има и во еукариотските клетки, особено во растителните, или пак некои алги или габи. Сега, тој клеточен ѕид не е ист како тој со прокариотските, бидејќи прокариотските е по-цврст, значи е семиригидна структура која дава формата на прокариотските клетки и обкружува нената мека, односно плазма лема и ја заштитува од надворешни влијанија. Така за исто не само што ја заштитува од надворешни влијанија, него исто така ја заштитува од прскање, бидејќи прокариотската клетка расте и као што расте волуменот се зголема повеќе него површината, така да се јавува големо зголемување на трешниот притисок и тоа може да доведе до прскање или пак кога ќе се најде во средина со различен осмонски притисок каде што можела да прсне клетката. И од тоа исто така ја заштитува. Исто така клеточниот ѕид ја дава антигеноста на клетката и ја заштитува прокариотска клетка од антибиотици, ама и е главното целно место каде што антибиотици ја напаѓаат и едноставно ако се уништи структурата на клеточниот ѕид ќе изумре и прокариотската клетка, односно бактеријата. Сега пред да збориме подетално за клеточниот ЗИД, треба да се запознаеме со една структура, односно организација, еден вид на макромолекулска мрежа, наречена пептидоглукан, исто така позната како муреин, и оваа структура е специфична за прокариотите. Значи не ја сретнуваме кај другите клетки. И од што е изградена? Значи главното е од тоа што е изградена од дисахариди. Значи дисахариди кои алтернираат. Значи имаме тука еден дисахарид. И тој дисахарид е изграден од два различни моносахариди. Едниот е наречен N-ацетилмураминска киселина или накратко го нарекуваме NAM. А вториот е наречен N-ацетилглукозамин или NAG. Значи NAG. И оваа дисахаридна единица цело време алтернира, значи тука имаме врска и повторно ќе имаме дисахаридната единица. Така. Ете паг, нам, па наг и така натаму и така натаму. Сега интересно е дека ова, ако би го представиле како да речеме да биде само еден ланец, значи оваа целата структура ако би ја представил како еден ланец, тогаш кога оваа пептидоглуканска структура би изгледала на овој начин. Значи би имале вакви ланци од полисахариди кои не би оделе само во вертикална насока, не би оделе само во хоризонтална, него би оделе и во вертикална, значи во три димензии, само што малце е проблематично тоа да се представи со 2D цртеж, така да ќе поставам некоја слика овдека. И овие полисахариди не пловат едноставно сами по себе во воздухот, него се поврзани помеѓу себе со аминокиселини и овие аминокиселини идат во 4, кога групација по 4 се нарекуваат тетрапептиди. Интересно е дека не се изградени само од Т форми, него има и Д форми, што е многу неспецифично за живиот свет. И на кој начин се поставени? Ја да ги поставам со црвена боја. Значи тие едноставно идат по 4 и се ги поврзуваат овие полисахаридни нишки. 4, 1, 2, 3, 4. И ова се случува на повеќе локации и со тоа се добива еден вид на мрежа и затоа и се нарекува макромолекулска мрежа. И ова не се случува само во една насока, односно не само во вертикална насока, него се случува и во хоризонтална, значи и во овој правец, само што сега ако не го прикажувам во 3D, ќе прикажам некоја слика.
и ќе ви стане јасно. Значи ова се случува во трите правци. И со ова се добива таа мрежа испреплетност која дава цврстината на овој клеточен зид. И голем дел од антибиотиците, например пеницилинот, действува врз овие пептидни мостови кои ги поврзуваат полисахаридните единици, и ако овие се ослабнат, на некој начин ќе се наруши целата структура. И пеницилинот действува не на оваа генерација на клетки, него действува на наредната генерација од клетки. Значи, ако сега имаш клетка, нема да го наруши клеточниот зид, ама кога таа ќе се размножиат две со бинарна делба, тие двете нови клетки ќе имаат нарушен клеточен зид и ќе умрат. И со тоа нема да има наредна генерација на бактерии. Добро, ајде сега да ги видиме некои од разликите помеѓу грам позитивните и грам негативните клетки, односно разликите во клеточниот зид кај двете. Значи, кај двете почнуваме со еден слој на внатрешна плазма и тоа го имаме кај двете, но кај грам позитивните бактерии, одма над плазма-лемата ја имаме таа макромолекулска мрежа за која зборевме претходно од полисахариди и пептиди. Така, и кај грам позитивните таа е многу голема, односно изградена од многу слоеви кои се еден врз друг. И внатре е исполнета со една супстанца која се нарекува теихоична киселина, која е најголем дел алкохол, но има и фосфати. И поради тоа, таа дава еден негативен набој на овој пептидоглукан и со тоа условува и го основно контролира на некој начин транспортот на позитивни јони, односно катиони, низ клеточниот зид, односно низ клеточна мембрана. Оваа техоична киселина може да биде на некој начин во два вида. Една која е внатре во пептидоглуканот и на некој начин го зацврстува, и една која ја подобрува врската помеѓу плазма-лемата и пептидоглуканот. И оваа техоична киселина обезбедува доста антигеност, при што е важна при идентификација на за која грам позитивна бактерија се работи. И сега кај грам негативните имаме сличен, но различен случај, каде што пептидоглуканот, да, се наоѓа над плазма-лемата, но е во многу по-тенок опсег, значи многу помалце слоеви на полисахариди и полипептиди има. И нема теихоична киселина во овој пептидоглукан, така да е многу по слаб, исто не дава негативен набој. Над овој пептидоглукан се наоѓа еден периплазматичен простор, кој што е исполнет со ензими и некои транспортни протеини. И сега над овој периплазматичен простор се наоѓа еден слој кој се нарекува липопротеински слој. Значи, да го направиме со некоја се сина боја. Имаме еден липопротеински слој кој е потенок и е изграден од липопротеини, полисахариди и фосфолипиди. Има неколку функции, особено е силен нејзиниот негативен полнеж, така да и она исто има негативен полнеж како кај грам позитивните бактерии, само што не доаѓа од теихоичната киселина, него од овој липопротеински слој. Но иако ја заштитува клетката, тој сепак има порини, значи има порини низ него, кои дозволуваат поминување на некои материи кои треба да навлезат во клетката. Така. И ова најчесто може да бидат нуклеотиди, дисахариди, пептиди, аминокиселини, витаминот B12 и железо. Овдека овој негативен полнеж исто дозволува, односно и дава еден вид на одбрана на грам негативната прокариотска клетка од заштита од фагоцитоза.
значи избегнува фагоцити и е добра одбрана и од антибиотици и од некои дигестивни ензими како лизозим, исто така детергенти, тешки метали, жолчни соли и некои бои. И сега ако навлеземе подлабоко во структурата на оваа мембрана, значи ако и разгледаме оваа структура, сега тоа ако би го представиле во овој квадрат, липопротеинот можеме да го поделиме на некој начин на 3 дела. Првиот дел, кај што би бил основно липид А, го нарекуваме. И тој липид А е интересно дека кога изумира клетката, тој действува како ендотоксин, при што предизвикува доста од симптомите кои можеме да ги асоцираме со некоја бактерија, како треска, дилатација на крвни садови, шок, згорчување на крвта и слично. Втората компонента е срцевината која се нарекува, и тоа не е ништо друго него еден мал синџир од сахаридни единици, од шекери, кои се доста неспецифични шекери и многу чудни, на кои понатаму се надоврзуваат О полисахаридите или нека да се бележани како О олигосахариди. И овие даваат антигеноста на клетката и се користат при идентификација на за која грам негативна бактерија се работи. Добро, се надевам дека научивте нешто, значи главното што требаше да се запамти е дека грам позитивните бактерии, пептиоглуканот е многу поголем, има теихоична киселина, дава негативен набор и тука се бележи антигеноста. Кај грам негативните бактерии немаме техоична киселина, многу е помал пептиоглуканот, но антигеноста, например, доаѓа од О полисахаридите. Благодарам што гледавте, ќе се видиме во наредното видео, каде што ќе продолжиме да збориме за структурата на клеточниот зид и некои методи кои се засноваат за него.